На 14 март, во 25 минути до 3 часот попладне, најголемиот жив мислител престана да размислува. Вака го започнал својот говор Фридрих Енгелс на погребот на Маркс во Лондон во 1883 година. Во различни биографии покрај името на Карл Маркс може да се сретнат многу одредници како германски филозоф, економист, историчар, социолог, новинар, политичар, револуционер. Сепак, она што го издвојува од останатите мислители на своето време е тоа што тој создаде интернационално политичко движење на работничката класа, кое за прв пат во историјата сериозно ја предизвика власта на владеачката класа, без оглед дали истата е организирана како апсолутистичка власт, уставна монархија или капиталистичка демократија. Маркс влијаеше и врз историографијата во социјалистичкиот блок држави, каде при поделбата на епохите периодот после Октомвриската социјалистичка револуција беше наречен најнов век. Но влијанието на Маркс врз 20 век не можеше да се игнорира ниту од страна на буржоанските историчари. Маркс, основоположникот на дијалектичкиот историски материјализам, познат во историската наука како научен социјализам, бил роден во 1818 година во Трир, Рајнска област на тогашното кралство Прусија. Имал 7 браќа и сестри во средно богато семејство, кое што току преминало од јудеизам во христијанство. Од Маркс се очекувало да ја продолжи семејната традиција, која ја започнал неговиот татко како познат адвокат во родниот град. Затоа своето високо образование го започнал на правни студии во Бон, но неговите интелектуални потреби и интереси за најразлични области од општествените науки не запирале. По префрлувањето на Универзитетот во Берлин, Маркс се фокусирал на историјата и филозофијата и успеал на 23 годишна возраст да докторира на катедрата по филозофија. Во тој период веќе развил широка соработка со напредната младина на своето време на интернационално ниво. Заедно издавале револуционерни весници кои биле предмет на остра апсолутистичка цензура во различни држави. Во таа насока најпознат е судскиот процес против комунистите од Келн во 1852 година. На Карл Маркс дори му било и одземено државјанството и бил прогонет од земјата поради што остатокот од својот живот го поминувал во Париз, Брисел и Лондон, каде ги наоѓа сите предуслови за научна анализа на класната борба. Токму во Лондон, во четвртата деценија од 19 век, Карл Маркс и Фридрих Енгелс ги исцртаа контурите на револуционерното работничко движење на кое му дадоа патоказ за натамошно дејствување сосема различен од она што го пропагираа идеологиите на либерализмот, национализмот, социјалутопизмот и анархизмот. Иако револуционерното наследство на Карл Маркс најмногу се согледува преку неговите дела во кои настапува како политичко-економски аналитичар и теоретичар, сепак се испушта да се напомене дека тој е основач и еден од највлијателните членови на првата интернационала, прва меѓународна работничка револуционерна организација основана во 1864 година. 7 години подоцна Маркс е во постојана комуникација со револуционерите од Париската комуна, во стание од 1871 година на париските работници комунари, кои за прв пат во историјата на човештвото воспоставија, макар и времено, народна социјалистичка власт. Марксовите дела извршиле пресудно влијание врз револуционерното организирање на работниците од крајот на 19-тиот и првата половина на 20-тиот век во Германската и Руската империја, каде водството го презеле комунистите. Тие го имале предвид прашањето на сопственоста како темелно прашање на движењето, дека светот не треба само да се толкува, туку и да се менува. Марксизмот докажа и со неговото директно влијание врз државните политики не само во социјалистичките држави, туку и во дел од капиталистичките. Иако за време на својот живот Маркс немал многу следбеници во Велика Британија, сепак неговото учење се вратило на голема врата уште при првото доаѓање на власт на лабористичката партија во 1945 година. Тогаш прашањето на сопственоста за прв пат стана централно прашање на државната политика во еден од центрите на капитализмот, а биле преземени првите чекори во процесот на деколониализација. Денес Карл Маркс е славен и омразен истовремено, додека пак неговите дела се анализираат сериозно. Но како и да е, токму марксизмот ја дава суштинската критика на капитализмот, додека комунизмот е се ништото кое се уште ја тревожи владеачката класа во капиталистичките земји широм светот.
Затоа, се уште е актуелен завршниот повик од комунистичкиот манифест, впишан на гробот на Карл Маркс во северен Лондон. Пролетари од сите земји, обединете се!